Од блок Утрински вести, време е за нова тема, која што ќе ја работиме и анализираме се до некоја минута пред 9 часот во Македонија наутро. Унијата на Сдруженија на медицински сестри за нас се спротивставува на одлуката на матичните лекари да работат без медицински сестри во руралните средини. Во контакт се со директорот на Фондот за здравствено осигурување, од каде очекуваат и средба деновив. Медицински сестри не се трошок и не се само статистички податок, во нив треба да се вложува, бидејќи со тоа се вложува во здрава нација, велат од Сдруженијето. Колку е цената професијата, ги имаме доволно наброиле и колку треба да се унапредува струката во годините кои што пристаат. Разговараме со Гордана Бешлиевска, председателка на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и стоматолошки сестри за нас. Добро утро, Гордана. Добро утро. А имаме и линковски вклучувања од Битола, Штип и Прилеп токму на оваа тема, па и ќе ги слушнеме и докторите. Ајде ќе започнеме со она за што зборувавте најмногу изминатава недела. Нема да прифатиме ниту една ординација, ниту за прееден период, ниту за 24 месеци, ниту 2 минути да функционира без медицинска сестра. Ова е за одлуката последна дека 24 месеци следни лекарите на малите места ќе може да продолжат да работат без медицински сестри. Велите, разочарувачки е ставот на Сдруженијето на приватни лекари, од кои добиле впечаток дека, како што кажавме, медицинските сестри се доживуваат како трошок. Таква е перцепцијата за вашата струка? Па, за жал, значи впечатокот е таков. Еден атак на професијата, кој што мислам дека се трудам да го објаснам, меѓутоа не можам никако да го прифатам целиот овој период и да го прифатиме во Унијата и во Сдруженијето дека е нешто за кое што и треба да зборуваме. Сметам дека медицинските сестри пред се треба да имаме во предвид дека се високо квалификувана стручна работна рака и професионална и дека кога се распишуваат конкурсите и кога се поставуваат правилата за медицинските сестри за вработување во овие концесионерски матични приватни амбуланти, не се распишуваат конкурси за работна рака за која што треба да водите рачун само да биде на најниската долна граница на лични доходи. Значи, високо квалификувана стручна работна рака е нешто за кое што зборувате многу пошироко во друг аспект. Ние овие прашања ги начнавме и со директорот во Фондот за здравство. Малку сме трпеливи заради подпишувањата на буџетите сега кои што се тековни во Фондот за здравство, каде што ќе разговараме и на оние теми каде што треба да дојдат на ред и правилниците за работа, договорите за работа на медицинските сестри во концесионерските амбуланти. Би сакала да истакнам и да кажам дека нешто многу важно. Тимската работа е таа која што Фондот за здравство ја исплаќа према концесионерите и ако сакате и во јавниот здравствен сектор, значи секој едно пресметување на исплатата на услугите кои што се пружаат и она што како услуги кои што го нудат здравствените институции према фондот, секоја исплата е тимска, што значи капитациониот бод кој што го слушаме често од матичните лекари кои што им е многу важен, за кои што бараат континуирано покачување на истиот, е нешто што е формирано во противденарска вредност за тимска работа. И јас сега не знам како овие доктори, кои лекари кои што ќе работат сами, како ќе им биде исплаќен капитациониот бод во индивидуална конотација, а со пресметана денешка противвредност за тимска работа. Тоа е едното нешто. Друго, значи има нешто кое што мора да го појасниме малку и нешто кое што многу за нас е болно, ние го знаеме, меѓутоа во текот на неделава не сакавме многу да навлегуваме во тие скали на старосни, возрастни граници каде што е исплатата и каде што се множат тие бодови со противденарската вредност. Што сакам да кажам? Ако ние слушаме дека во одредена рурална средина имаме, например, 1000 корисници, бидејќи не се сите пациенти, тие се пациенти кои ќе имат потреба. Онака не се значи корисници. И ако имаме 1000 корисници, тие имаат скала врз основа на која ги добиваат бодовите про кои што се исплаќа во Фондот на здравство. И, например, децата до одредена старосна граница имаат во скалата на исплатата бодови 3,1 или 2. Сега точно во скалата е прецизирано, додека студентите, да речеме учениците или релативната возраст е на 1 бод, а веќе старосната возрастна група е на 3,6 бода. Тоа значи дека еден пациент го множите по 3,6 бода. Сега си мислам, можеби не е нели вака будирањето, сакам да кажам дека ако во една рурална средина имате матичен доктор кој што има 1000 корисници, тој може да има денарска капитација многу поголема од некој кој што има 2000 корисници, бидејќи најголемите потрошувачи во тој здравствен дел се децата и возрастните групи, тие се така помножени во Фондот за здравство. Сега тие бараат покачување на капитациониот бод на сума од 100 денара и тоа значи дека ако едно дете е 3,1, значи вие го множите по 3 бода
И на тој начин се ствара денарската, односно капитационата исплата према матичните лекари. Не можете вие бод за бод да го сметате тоа. Тоа постои како пресметување само кај специјалистите гинеколози, каде што за една пациентка гинеколозите имаат 1 бод, вклучително дополнителни 30% средства за оние кои што се во гравидна состојба и за време на бременност. Го споменавте Фондот за здравствено осигурување, накратко какви се очекувањата од разговорот? Па да, ние очекуваме дека ќе добиеме можност да разговараме за оноа кое што го сметаме за решение. Ние како Унија, како здружение, секогаш во сите овие години наназад нудиме решение комплексни кои што се многу важни за медицинските сестри, се со цел значи да ја покачаме вредноста на пациентите и да испорачаме што е можно поквалитетни здравствени услуги. Она кое што ќе го бараме од нив во овој момент и за кое што најмногу разговараме во Унијата сега во овој момент е да овие медицински сестри во концесионерските амбуланти бидат заштитени со бруто платата на овие медицински сестри, да бидат значи субвенционирани во тој дел, бидејќи бруто платата е таа која што влегува во пресметките после за овие сестри за пензионирање. Ние имаме сега во сите концесионерски амбуланти различни бруто плати за медицинските сестри. Ќе бараме еден унифициран модел врз основа на кој ќе биде фондот тој кој што ќе застане на страна на медицинските сестри и ќе ги заштити со најниската бруто плата и ќе ја заштити оваа високо квалификувана стручна професија, така да кажам, која што видите, мислам 22.500 денари минималниот личен доход на кој што се сега многу од сестрите во ординациите, навистина нешто што е поверено во професијата и вие не можете под вакви услови да очекувате на конкурсите да се појавуваат. Ние сме дефицитни, меѓутоа овие услови се една од многу големите причини поради кои ги нема сестрите на овие конкурси конкретно. Токму и тоа ќе ја прашаме колешката Елизабета која што ја очекуваме на Ленковското вклучување. Ставот на лекарите е дека нема сестри. Вие велите сестри има, но ајде да ги вреднуваме повеќе за да може да се пријавуваат на конкурсите. Апсолутно, значи ние имаме секојдневни дојавувања на нашето членство, бидејќи во Унијата, во Сдруженијето членуваат сестрите од цела Македонија, од целокупниот јавен здравствен сектор и вклучително и од концесионерските и матичните. Видете, сестрите во концесионерството и во матичните и во приватното не се синдикално заштитени. Тие се посебна категорија. За нив единствената заштита и кревањето на гласот е овој Сдруженијето на медицинските сестри. И она кое што за нив во овој момент е најпотребно е тие нивни унифицирани договори за работа. Тие во овој момент се толку многу ставени во една незавидна ситуација да секоја чест на концесионерите и на докторите кои што сето тоа го работат и го прават по правило како што треба. И не треба да ги генерализираме работите, меѓутоа и неколку или вакви исклучителни случаи па и нели не се решенијето, треба да се бараат решенија. Ќе видиме неколку аспекти на приказната денеска во разговорот. Во какви услови работат медицинските сестри во Прилеп и дали ги има доволно? Ја прашуваме колешката Елизавета Митреска. Добро утро во второто вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Да, ако сите се согласиме дека првиот контакт на пациентот со медицинските сестри, без разлика дали е се на некој оделение во болниците или во примарната здравствена заштита, тогаш е битен првиот контакт, првиот однос и првото чувство на пациентот дека сето внимание му е споделено. А тука се прво медицинските сестри. Со нас утрово се 3 медицински сестри, членки на Сдруженијето и секако секоја од својот аспект на работа ќе ни каже каква е ситуацијата. Прво разговараме, првото прашање го поставуваме до Гордана Кафиџиевска, главна сестра во Прилепската болница. Кафиџиевска, каква е ситуацијата од недостигот на медицински сестри? Знаеме дека на државно ниво околу 50% недостасуваат. Како е на оделенијата, каде има најмалку, каде има најголема потреба од медицинските сестри? Добро утро. Ситуацијата со медицинските сестри во нашата болница е за општа болница со проширена дејност Прилеп исто е на незавидно ниво. Недостасуваат многу медицински сестри во моментот 50, а во следните 2-3 години поради одлеве заминување во пензија на дел од кадарот ќе недостасуваат уште 50. Значи вкупно 100 медицински сестри. Кои оделенија се некритични? Некритични оделенија се интерно, хирургија, ортопедија, нервно оделение. Ја констатиравме состојбата. Првите прашања не се да ги констатираме состојбите. Со нас е Елизабета Настеска од примарната здравствена заштита. Елизабета, каква е состојбата таму со недостигот медицински сестри? Па генерално да, ова е глобален проблем, меѓутоа недостигот на примарна здравствена заштита е на задоволително ниво, бројката е на задоволително ниво.
кај нас, кога би зборувала за Прилеп, би кажала дека на територијата на град Прилеп, вклучувајќи ги општините Кривогаштани и Долнени, работат 45 амбуланти со околу 60 тимови кои пружаат здравствена нега на околу 65.000 корисници, и би кажала дека мора да биде континуирано да се вложува во нас, во медицинските сестри, и покрај големиот дефицит и недостиг на кадар на нашата професија, ние дополнително сме дестимулирани и деградирани во нашата професија, и ние сме покрај другото треба да работиме тимски, ние сме носители на тимовите и ние треба да бидеме таму каде што се носат одлуките. Значи, тимовите, колку сега што разбравме, сите се лекар, медицинска сестра, и тоа е идеално за пациентите, нели? Така, мора да се работи спрема закон, спрема пропис, тимски, тим доктор и сестра. Благодарам, Елизабета. Со нас е и Кристина Гулеска, која ќе ни каже каде да го бараме решението, како да се постапи во овој момент. Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри за нас, решението го гледа конкретно за примерна здравствена заштита со што побрзо воведување на реформите во примерна здравствена заштита, кои што имаат за цел да се модернизира и интегрира здравствената услуга, но со посебен фокус на хроничните заболувања. Целта на овие реформи е да се обрни поголемо внимание на здравието на пациентите, со тоа што ќе се опфати целокупна промена во примарната здравствена услуга и да се опфати сеопфатна примарна здравствена заштита. Исто така морам да нагласам дека со новите реформи е побарано да се вработи уште една медицинска сестра во тимот, како втора медицинска сестра, која што ќе има улогата да врши промоција на превенција, да ги едуцира пациентите и да помогни во административната работа. А со тоа, нормално ќе им се помогни и на лекарите, ќе можат тие да посветат поголемо внимание во следење и третирање на пациентите спрема протоколите. Меѓутоа, морам да нагласам дека Унијата и Сдруженијето се залага исто како за сестрите од примерна здравствена заштита, така и за сестрите секундарна и терциерна здравствена заштита, и нашите залагања и решенија ги гледаме во тоа да ни се обезбедат на сите сестри нормални услови за работа. Да биде признаено образованието, независно дали се работи за сестра која работи во примерна, во секундарна или во терциерна здравствена заштита. Да имаме континуирани и реални конкурси за вработување, каде што секоја една сестра ќе може да си аплицира и ако добие нормални услови за работа, би ја прифатила таа работа. Исто така, би требало, значи наша заложба на Унијата и Сдруженијата да имаме конструктивни договори и да имаме правилници за работа по кои што ќе работиме и ќе ги бараме нашите права. А сето ова би се возможило доколку што побрзо се донесе легислативата и нашата комора да можеме ние да ги бараме нашите права и нормално да одговараме за нашите обврски. Кога сето би се решило, би ја вратила на сметка да и медицинските сестри, а таа ќе се рефлектирајќи пациентите, една порака? Нормално, да. Пораката наша на медицинските сестри, пораката на Сдруженијето на медицински сестри е дека ние, медицинските сестри, не сме инвентар кој што треба да се смени. Ние, медицинските сестри, не сме еден лист хартија која што може да се напише и може да се фрли во корпа. Ние не сме ресурс во изумирање. Напротив, ние исто така не сме еднина. Јас, ти, тој, таа. Медицинските сестри се прво лице множина. Ние, медицинските сестри, сме светлоста во тунелот. Ние, медицинските сестри, сме оние кои што први се среќаваат со пациентот, му помагаат, го третираат и го испраќаат. Ние сме оние без кои не може да се оформи еден здравствен тим и без кои не може да функционира еден здравствен систем. Ние сме богатството на нацијата. И дозволете ми уште една минута, сакам да ја цитирам нашата председателка, магистер сестра Гордана Бешлиовска, со нејзината реченица, која што добро ја знаат сите медицински сестри, лекари, здравствени работници и сите граѓани во Република Македонија, а тоа е инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Благодарам што бевте гостинки во утринската програма. Ова цитат сигурно го слушна и председателката на Унијата.
Само да кажеме дека потребата од медицински сестри и решавање на статусот и признавање на сето она што тие го прават, на вистина би рекле една примерна наша заложба и секако тоа ќе значи и насмевка кај нив и секако и кај пациентите. Студио? Да, примерна заложба и со оглед на поразителните статистики, колку ги губиме на годишно ниво медицинските сестри ни одат во западноевропските држави. Благодарам, Елизабета. Делот со говорничките спомена за тоа колку е важен и кариерниот развој. Сестра Бришлиовска вела дека сака да се унапредуваат кариерно. Сега ајде малку и ова да го чепнеме. Имаме високи медицински школи, но за кој што се добива, се разбира, диплома, но велите немаат нашите сестри никаков бенефит од тоа. Што значи тоа? Па знаете, тоа е состојба во која што образовниот процес не ги следи нашите компетенции во здравствените институции. А од друга страна, значи, не пресликува колективниот договор во систематизациите, во специализациите, да речеме, кои што ги завршуваат сега медицинските сестри, а патем медицинските сестри со високото образование немаат сите признаено образование и не се препознаени во болниците. Од тука, мислам дека тоа е еден од многу важните сегменти, како што спомна Ване, за одлевањето не само во регионот и во Европа, туку одлевањето и заминувањето од професијата. Ние имаме сега проблем со сите овие нешта за кои што коментираме и изборуваме. Една од најголемите причини за да го намалите квалитетот и за да го супримирате желбата на младите да одат во средното медицинско училиште, се ваквите состојби за кои што зборувате и дискутирате. Ние како здружение и дополнително ќе бараме и од средномедицинските училишта и од високите медицински школи, сите заедно, значи во една координација, да апелираме за овие кадри кои што се произведуваат, како се проектираат понатака во болниците, во здравствените институции, не само во примарното, во секундарното и во терциерното, со оглед на тоа дека ние сме една од 6 регулирани европски професии, кога ќе дојдеме во моментот на отварање на поглавието за здравство за влез во Европа, ние веќе треба да бидеме како професија утврдени со дефиниции, поставени се курикулумите, поставени се правилата, поставена е директивата. Ние немаме што да измислуваме. Таму сите начела за образовниот процес на сестрите се поставени како треба да бидат. Меѓутоа ние за жал немаме кариерен развој. Значи една медицинска сестра кога започнува на работа како медицинска сестра, таа ќе се пензионира и ќе замени како медицинска сестра. Значи оноа кој што ние го бараме и сакаме да го добиеме оној лик на европската медицинска сестра, за каде што зборуваме за дипломски студии, за научни студии, зборуваме за медицинска сестра која што е инволвирана во образовниот процес. За тоа нешто кај нас е потребно изменување на законот за здравствена заштита, каде што сме опишани, односно стои член во кој што морате да имате медицински факултет за да се остварите во високите медицински школи како предавач. Медицинските сестри во овој момент сега во високообразовните институции се само како едукатори. Тоа е нешто кое што воопшто не се одветвува со оно што го имаат како статус нашите колеги во регионот и во Европа. Ние аплицираме во многу меѓународни асоциации, во многу европски асоциации, каде што исклучително сум и дел и од генералните собранија нивни, каде што имам прилика многу пати да разговараме за ваквото унапредување на сестрите во образованието и единственото нешто за кое што можеме во моментот да зборуваме е дека поради нашето гласно говорење го супримиравме хиперпродуктивното образование на сестрите, така нареченото вонредно образование кој што го немаме во моментот. Меѓутоа, очекуваме големо разбирање на преминување на нашите високообразовни институции во академски студии, во научни студии и она за кое што разговаравме и континуирано сме поборници да сите предмети во високообразовните институции започнуваат со нега во хирургијата, нега во интерните болести и медицинските сестри бидат тие кои што ќе ги водат како такви. Мислам дека тоа се дополнителни нешта кои што ќе ги на некој начин ускратат овие вакви заминувања. Опаѓа интересот за професијата? И како да го имаме ако ова го зборуваме? Па ако имате вака конкурси за кои што ви зборуваме, ви кажувам, во кои што слушате дека само бараат докторите покачување на капитациониот бод, а право пропорционално не се следи платата и покачувањето на сестрите, и ако по такви услови ги барате, јас се извинувам вака што ќе кажам и можеби не е соодветна компарацијата, меѓутоа вие не распишувате конкурс за кафекуварки, распишувате конкурс за високо квалификувана стручна медицинска сестра. Како и не можете да ја барате во услови на 22.500 денари, да иницирате и да кажувате дека немате доволен број. Како тоа да го сватат граѓаните кога тоа се случува помеѓу самиот ланец доктор, медицинска сестра?
А знаеме дека тој ланец е нераскинлив. Како тоа граѓаните да го Апсолутно, сватат, кога видете, самите доктори имаат и можеби некои за нас нереални барања кон медицинските сестри, пример? Па, условно, Како ние да го затоа и прифатиме искочивме со тој став и кажавме дека во концесионерските амбуланти конкретно не може да ги рачунате сестрите како трошок. Бидејќи сте вие тим и бидејќи во тој капитационен бод за кој што тие се платени, стои значи тимска работа, платени се и медицинските сестри. Како сега очекуваат капитациониот бод да им биде исплатен без медицинската сестра? Медицинските сестри може да ги напуштат ординациите само заради незадоволство, заради неавтономност, заради непочитување на сето оно кое што ги следува по правилник и по договор на дело, а не на ваков начин да биде професијата. Ова е атак на професијата. Јас да ви кажам, сум близко до тоа дека јавно Унијата и Сдруженијето ќе побара јавно извинување на Сдруженијето на приватните лекари за професијата и на медицинските сестри. Јавно ни должат извинување за ваков предлог, да кажам каков што го кажа. А ве има од превенција до палијатива во сите сегменти од нашиот живот сте ни неопходни. Ајде да видиме како функционира палијативата во Битола. Има ли доволно медицински сестри, како тие се задоволни од работата? Стефче ни ја отсликува ситуацијата. Стефче, повели. Да, Христина, добро утро. По втори пат наш гостин е Светлана Алтипремаковска, координатор на медицинските сестри во Битола. Заднеја, како што вели, има 34 годишен стаж. Па, господи Алтипремакова, добро дојдовте во емисијата. Каква е состојбата со медицинските сестри во Битола, визави она што во Битола постои високата медицинска школа и создава ваков кадар? Поздрав од Битола. Проблемите во сестринството во Битола се големи, тешки, состојбата алармантна. Многу сестри заминати од разни причини. Дали заминале во пензија, дали заминале по други основи, ја напуштат државата и остават проблеми, се создават проблеми, се натрупуваат многу обврски на останатите сестри, не се примат други сестри. Да почнем, например, од Демир Хисар, психијатриската болница. Голем недостаток имат од сестри и некако пробват различни смени, дали да направат дежурства, дали различни смени, сето тоа создава проблеми. Исто така, Сјурајдер, Старскиот дом, многу голем недостаток, 150 корисници, 8 медицински сестри, непризнати школи, мали плати, тие се под социјала, Министерство за социјала, сега не добија ни покачување, Домот за народно здравје, уредо популарно во Битола, недостаток на сестри, се шетат сестрите од една служба во друга, клиничка болница доктор Трифон Пановски исто многу оптеретена и хосписот Сјурајдер во Битола, многу заминати сестри, не добивме други, и работат сестрите и негата, работа што е на негователките заради недоволен број на сестри, и работата и на негователките, и со тоа имат премногу обврски. Деновиве добив една застрашувачка информација. Точно ли е тоа дека медицинските сестри, токму поради ниските лични доходи, веќе заминуваат во производните погоди и дел во трговијата како продавачки? Па да, имам такви податоци, например од Сјурајдер, Старскиот дом, има заминато сестра во Кромберт и Шуберт и недоволни се платите на сестрите со средно, платите се малку повисоки од просечните, а на сестрите со високо во просечните. Тоа е малку за... Сега добивме некој, мислам, покачување, еве сега се потпиша договор, меѓутоа, сепак сметам дека треба да се оди во тој правец. Често гледаме дека кога приватните доктори и ординации ја спишуваат некој конкурс, нема многу пријавени медицински сестри. На што се должи тоа? Значи, медицински сестри има, да не се лажеме, имаме во Битола средно медицинско, имаме висока медицинска школа, секоја година излегуваат најмалку 2 паралелки средно и на високата сигурно излегуваат голем број на медицински сестри. Сигурно не се задоволни од платите и затоа мислам дека и не се пријавуваат. Кога би биле повисоки платите,
сигурно и ќе има и пријавување од страна на медицинските сестри. Колкава е старосната граница на медицинските сестри во Битола? Постои во догледно време опасност за уште поголем? Опасност постои. Медицинските сестри скоро имат некоја просечна возраст на 50 на години, па и повеќе. Значи, за едно 5 години, мислам, ќе се соочиме со голем, со страшен, алармантен недостаток. И сега е алармантен, ама уште имаме некој број на сестри. Замислете колку се заминати. На нивните места ние не добивме медицински сестри. Нема конкурси, не се решаваат проблемите, се натрупуваат на останатите. Значи, ако биле 4 екипи во Домот за народно здравје, домашна посета, сега се 2 екипи. Нови навики кај оние кои што го излегуваат од високата медицинска школа, често бават нивните дипломи да бидат преведени и да аплицираат за Германија. Да, значи добиваме знаење, излегваме, имаме нови знаења, меѓутоа тие знаења никако не можеме да си ги аплицираме на нашите работни места. Тешко се признават, еве конкретно 10 години се чека, и па после додаток, па тој додаток во основицата, па статусот никако да се реши и затоа тоа младите не можат да го издржат, заминуваат во странство, и воопшто нема ни конкурс со висока медицинска школа. Значи конкурсите се со средно, а и ги нема, никакви воопшто ги нема. И заминуваат во странство. Тие уште во средно училиште, во високата, кога ја учат, си го знаат работното место, додека кај нас кубуриме никако да се решат проблемите. Ви благодарам што бевте гостинка во утинската емисија. Христина Ване, ова е сето од Битола и видувањето на нашата гостинка, која зад себе има 34 годишен стаж како медицинска сестра. Студио. Благодариме. Благодариме, да, Стевче. Колегата Стевче направи надоврзување на оваа тема. Голем дел од сестрите се уште се ангажирани со договор на дело. Ќе го споменеме министерот Таравари. Каже дека лично ќе се заложи за нив. Како тоа може да се надмине? Имаме ли некои сигнали за надминување на овој проблем? Па ние поздравивме одлуката за вработувањето на 1000 доктори, меѓутоа кажавме дека стандардот на еден лекар во стационарите каде што се елективните пациенти треба да биде на еден лекар 2 до 3 медицински сестри. Во тој случај треба да проектираме вработување на 2 до 3000 медицински сестри за да можат сите тие сестри да постигнат во процесите на здравствените услуги да обслужат интервенции од носителите на здравствената дејност. Она кое што е сега загрижувачко во моментот е една од најголемите причини поради која е незадоволството на сестрите за минувањето од професијата е тој статус на договор на дело. Ние ги имавме овие сестри многу повеќе во оној преоден период пред изборниот дел, каде што многу од нив беа и после 7 години работа во болниците испратени дома од болниците и оние кои што останаа во болниците сега во овој момент, во овој статус договор на дело, сметам дека не треба да го коментираме моментот на тоа како се они платени, бидејќи за нас тоа е воопшто нивна неплатеност. Јас многу пати сум се прашала, заради тоа што тие немаат доприноси за здравственото нивно осигурување, што со нив кога тие ќе се разболат и ќе имат потреба од здравствени услуги и така понатака. Статус за кој што никој не може ниту во регионот, ниту во Европа да не свати каков е тој статус на медицински сестри кои што ние имаме во болниците. Сметам дека континуираните конкурси се во моментот решението за сите овие медицински сестри кои што треба да ги надополнат патем местата на природното одлевање на медицинските сестри од болниците. Точно дека многу пати разговаравме за ова и во Министерството за здравство, знаат и унијата и издруженијето цело време е во поддршка за сите овие медицински сестри, бидејќи и тие не се заштитени синдикално заради статусот во кој што се и начинот на кој што си ги бараат нивните права и нивните барања секогаш е издруженијето. Ние сме секој ден преплавени од побарување на медицинските сестри, вклучително од примарното до терциерното секаде и на сестрите кои што се во Министерството за труд и социјала, бидејќи се третирани како административни работници, а не како медицински сестри. Така да распонот на проблемите на медицинските сестри е следствено во целокупниот јавен здравствен сектор. Ова е тема на која што ќе дискутираме и во периодот кој што следува, бидејќи сакаме да ги менуваме работите, но една вест која што беше, ајде да кажам, позитивно и соопштена и прифатена од јавноста, беше подпишувањето на договорот со синдикатите за покачување на платите на сестрите. Дали ова покачување на платите на сестрите ќе биде доволен мотив за работа?
Па ние секогаш од унијата, значи се однесувајќи се просиндикално до синдикатите, бидејќи се уште го немаме нашето регулаторно тело и нашиот закон за професијата, нашето просиндикално однесување на прво место секогаш ги имаше како таргет група сестрите со средна стручна спрема, бидејќи се наоѓа на тој низок коефициент и секогаш на онаа граница со републичкиот минимум. Во овој момент, значи ово потпишување на овој анекс договор за покревање на коефициентот донесе одлепување на медицинските сестри од ова минимално и во моментов, како да кажам, ублажување на незадоволството, меѓутоа сметаме дека со проектирањето понатака на редовните буџети континуирано, како што е најавено до мартовското покачување и се она кое што ќе следи со генералното покачување на буџетите, можеби нема да дозволи повеќе сестрите да бидат на едно такво ниво, мадат ние сметаме дека одговорностите на медицинските сестри, пак ќе кажам, како високо квалификувана, стручна, професионална работна рака треба да бидат на некој начин доста повисоко ценети и повисоко платени. Во секој случај е добро ова нешто кое што се подмести и сметаме дека нашето подигање на гласот во унијата и на здруженијето и понатака ќе допринесува на ваков начин. Видете, овие сестри со средна стручна спрема во овој момент се најмногу бројни. Ако сестрите се најмногу бројни во здравствениот систем, тие се најмногу бројни во медицинските сестри. И тие се во моментот сестрите кои што имаат најмногу вештини и најмногу знаења во болниците. И ние нив не треба да ги почитуваме само со покачувањето на личните доходи. Треба да им ги оствариме и нивните права на менторство во болниците и да ги стимулираме, бидејќи тие се тие кои што ги едуцираат нашите млади кадри. А сестрите со високо образование, морам да го кажам и стално го кажувам и треба да го сватат, дека покачувањето на личните доходи и признавањето на образованието не треба да го сватат само како проекција на финансии, туку како проекција на одговорности. Тоа е многу важно. Да. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Споменавме, останува темата отворена и ќе анализираме, но ја завршуваме со еден убав пример. Заедно ќе го погледнеме, може? Може. Колешката Славица Величковска ни го носи овој пример од Штип. Убав и редок пример, приватна специјалистичка офталмолошка ординација, каде се за што зборувавме е одлично имплементирано. Славица, добро утро. Второ утринско јавување од Штип, овој пат од приватната ортопедска ординација во Штип, многу позната со пациенти од поширокиот регион и вообичаено кога влегувате во секоја ординација, па така и во оваа ве пречекува медицинската сестра. Нас не пречека сестрата Моника Новакова, која ќе ја запрашаме како и тече еден работен ден, колку ја исполнува, колку се чувствува удобно во својата професија. Така, добро утро. Вака, значи еден мој работен ден започнува од самото влегување во ординацијата. Моја мисија е претежно пациентите да имаат, да се чувствуваат удобно кога ќе влезат кај нас во ординација. Со самото тоа што им се пристапува кој, зошто е дојден, како треба да спремам јас понатаму за кога ќе се одвива прегледот. Денот започнува, секој со своите проблеми доаѓа, а вие сте десна рака на докторката. Така. Потоа, кога докторката веќе е присутна овде, кога ќе настапи со незината обврска работа, значи јас сум овде за да асистирам при секоја незин преглед, значи бидејќи има потреба од внатре во ординацијата од мене, значи личен асистент, да кажем, на докторката сум, со самото тоа што имаме интервенции. Секоја сестра во ординацијата, освен стручниот дел да и помага на докторите, да им помага на пациентите, има и голем административен дел од работното време. Стигнувате ли сето тоа да го изреализирате? Па да, со добра организација се постигнува. Значи, претежно човек треба да си ја сака работата, за да се труди максимално да си го исполни тој работен ден. Значи, администрацијата се исполнува и се завршува тогаш кога пациентите веќе ќе бидат излезени од ординацијата, за тие да не имат да не губат време, бидејќи секој доаѓа со некаква причина кај нас, здравствена. Доколку се изземе она причина, материјалната, како најголем мотиватор за секој да се посвети професионално на некоја дејност? Што е она што медицинските сестри треба да го имаат во работното обкружување? Дали е најбитен, освен материјалниот, и тој колегијален однос и соработка со докторот? Секако. Значи, според мене тоа е првично нешто. Прво,
што треба да го има во една приватна здравствена ординација, бидејќи доколку јас и докторката комуницираме на соодветни начини, прилично пријателски, се оди подобро. Колку треба медицинската сестра во текот на својот работен век постојано да учи? Дали е доволно само она основна едукација или се координација со своите специфики и потреби треба да нуди услови да се надоградува сестрата? Дали тоа ќе го прави докторот во ординацијата или пак вашето сестринско здружение? Па вака, значи потребно е надоградување. Присуствуваме на разни симпозиуми, на едукации, но и овде во ординацијата, значи за се едно нешто мене докторката ми е овде учител, едукатор кој што јас се надоградувам секој ден. Значи не може сестра само со завршено средно или високо образование, мислам дека не може да остане до таму. Треба си едукација, бидејќи има нови технологии, медицината оди напред, така да и ние не треба да застануваме до таму, до образованието. Значи сепак треба да се надоградуваме. Ви благодарам на одвоеното време, во интерес на времето нели и на вашите пациенти. Ви посакувам убав работен ден. Студио тоа беше се во второто линковско вклучување во Штип. Дзирнавме во ортопедската ординација и поразговаравме со сестрата Моника Новакова. Да, благодариме Славица. Значи, моја грешка не била офталмолошка, ортопедска, но ново почнува. Да. Темата е медицина, тоа си ја задржавме темата важно. Да, зборуваа сестрите за сестрите изминативе 40 минути. Ајде да ги слушнеме и докторите кои што без нив и тешко функционираат. Голем дел од нив го потврдуваат тоа дека токму медицинските сестри се многу важна алка во функционирањето на системот. Еве го ставот на доктор Нико Бекјаровски, со него разговара Симуна. Симуна, повели. колку медицинските сестри се битна алка во целиот здравствен систем, а колку и нема тон, Ѓорги. Меѓутоа и колку е важно да се ценува и да се вреднува нивниот труд. Се надевам дека во моментов не слушате, ако не да добијам сигнал од режија па да може да го повториме и ова линковско вклучување. Одлично, темата ја најавивме. Ајде да го ќе повторам најавата, се вклучуваме од клиничкиот центар. Да, разговарам со Нико Бекјаровски на тема медицински сестри, нивниот труд, колку е ценет и дали воопшто ги има во доволен број. Докторе, благодарам што издвоивте време утрово и што ќе разговараме на вака важна тема. Благодарам и вас за поканата. Ние мора да разбереме дека рбетот на здравствениот систем е медицинската сестра и дека задоволна и среќна медицинска сестра ќе пружи многу подобри услуги, многу подобра нега на болниот, бидејќи генерално негата на болниот секаде во светот ја водат сестриве. Кај нас медицинските сестри покрај таа класична нега што е карактеристично за другите држави, имаат и уште една многу благородна мисија, тоа е делењето на комплетната ампуларна таблетарна терапија, значи многу повеќе работат него што работат во останативе држави. За компензација за тоа, секаде во Европска Унија, коефициентите по кои што се наградуваат сестриве се барем една просечна плата. Кај нас ако земиме дека просечната плата е околу 41.000, медицинската сестра со својата плата е многу поблиску до минималната, него до просечната плата. Така што првина кога гледаме аспектот во однос на материјалната награда за својава работа, секако дека не само медицинскиве сестри, сите кои што носат бел мантил во оваа држава се подценети. Второ, околу условите за работа, значи постојат точно определени стандарди за да се пружи соодветна медицинска нега, колку персонал треба да има. За жал, дури веќе и на клиниките во Скопје, каде што сепак има нешто повеќе персонал, се осеќа дефицит на кадар и тоа пред се на квалитетен медицински кадар.
Со ова заокруживме и дел од одговорите кои што ги дадовте дека навистина нема доволно добри услови за медицинските сестри, и дека ги нема во доволен број, па како функционира вашиот работен ден и на клиника за токсикологија, меѓутоа и на останатите клиники, од она што може да се види од пракса и искуство, колку тоа ја отежнува вашата работа? Па видете, веќе се осеќа синдромот на бурнаут, на прегореност на персоналот. Ние фактички во оваа состојба се наоѓаме уште од времето на ковид епидемијата, кога голем дел од персоналот, поради сето тоа што се случуваше тогаш, и ги напушти нашите редови, голем дел заминаа по приватни болници, по приватните ординации, дел го напуштија скроз здравството. Посебно зборувам за медицинските сестри со оглед дека најдоа подоходовни занимања, па дури по маркетиве работат голем дел од медицинскиве сестри, токму поради овој синдром на прегореност од работа од една страна и невреднување на трудот на здравствениот работник од друга страна. Тоа е што го споминавте, дека се одлучуваат медицинските сестри да работат и професија која што не е нивен домен, поразителна информација, меѓутоа еве и покрај тоа што нема доволно добри услови, дали воопшто се вреднува трудот пак на медицинските сестри кои што се со високо образование? Дали ја има таа разлика помеѓу оние кои што се со средно образование, или сепак и тука најдуваме на проблем? Па и тука најдуваме на системски проблеми, првин околу признавањето на школото. Значи има голем дел, и добро е тоа што има голем дел од медицинските сестри одлучуваат да продолжат на високата медицинска школа, дел од нив одлучуваат и после да се специализираат во одредени бранши, што секако ќе го зголеми и го зголемува квалитетот на услугите, посебно во болничките услови. Меѓутоа, од друга страна, по постојните систематизации не е предвидено автоматско признавање на ова школа, кое што секако е еден степен, една секако дополнителен квалитет кој што би се добил, и би требало нешто слично како кај лекарите, кога лекар ќе заврши со специализација, по автоматизам го добива своето работно место, веројатно треба некое такво законско решение да се овозможи и за сестриве. Знам дека здруженијава работат интензивно на тоа и ја имаат целокупната моја поддршка, и голем дел од лекарскиот персонал стои позади ова. Конечно да се создадат услови за признавање на ова школа, со што некако би се релаксирале и меѓучовечките односи, бидејќи верувајте, сето ова трчање по начин како да се признае дипломата која што со многу труд е спечалена, создава и нездрави работни односи. Господине Ников, ви благодарам за одговорите, меѓутоа со оглед на тоа што ова беше наша тема во блокот од 8 до 9 часот, јас тука ќе ги прашам моите колеги од студио дали можеби имате прашања на кое што ќе се надоврземе на темата со оглед на сите овие претходни одговори кои што ги добивме од Нико Беќаровски, специјалист интернист. Со ова што го кажа доктор Беќаровски, ја заокружуваме темата Симона за која што зборевме, поврзана тесно со медицинските сестри, но повторно и тој и медицинските сестри заедно периодов реализираат кампања за контролирана употреба на лекови. Тоа ни е некако болна точка, па тие организираат трибини и многу активности со цел да се подигне колективната свест за користењето на лекови и суплементи. Има ли ефект кампањата и што велат статистиките во однос на употребата, односно злоупотребата на лековите? Да. Прашањето кое што доаѓа од студио е во однос на кампањата која што имате со Сдруженијето за нас, во однос на контролираната употреба на лекови и суплементи, како се движат работите, што е она што се покажува како резултат во пракса и на кој начин треба да се подигнува свеста кај граѓаните за злоупотреба на прекумерно или на своја рака земање лекови. Така, за жал сме држава каде што прекумерно се употребуваат сите лекови, а пред се тука посебно би се осврнал на неконтролираната употреба на антибиотици. Токму поради тоа тука треба првен едукација и на самите здравствени работници, бидејќи на крајот на денот ние сме токму тие што препишуваме пред се антибиотици. За таа цел со Сдруженијето за нас поведовме една заедничка кампања, односно еден караван, со кој што целта е да ја ги поминеме сите позначени регионални центри во државата и да укажеме точно за овие проблеми кои што се околу прекумерната и штетната употреба на лекови.
Јас како токсиколог со посебно задоволство се вклучи во оваа кампања, бидејќи секој ден ги гледам и несаканите ефекти од примената прекумерна на лекови. Ние веќе одржавме една таква трибина, тоа беше во Куманово, за денот на ослободување на Куманово, и можам да кажам дека идовме на прекрасен прием. Дури не удостои градоначалникот, кој што цело време беше присутен со нас. Направивме една кампања во која што на постарите лица им се мереше и притисок и гликемија, а после тоа сите заедно во општинската сала имавме една прекрасна дискусија токму на оваа тема и се надевам дека ова ќе продолжи додека не ги поминеме сите центри, за барем малку од малку да ја подигнеме свесноста дека лекот може да биде лек, меѓутоа и отров. Ви благодарам многу за одговорите. Се надевам дека работите ќе се променуваат кон подобро и во однос на медицинскиот персонал, поточно медицинските сестри, а и во однос на подигнување на свеста кај граѓаните за намалена прекумерна доза на лекарства. Ви благодарам и вас, пред се како медиум, главниот национален медиум во државата, што стоите позади нас, и се надевам дека и следните активности ќе бидат исто вака доследно пропратени. Ви благодарам. Тоа беше разговорот со професор доктор Нико Бекјаровски, специјалист интернист на клиниката за токсикологија во однос на значењето на медицинските сестри, каква е состојбата во моментов во македонскиот здравствен систем, а и оние кампањи кои што се прилично важни за граѓаните, меѓутоа и за здравството, со Сдруженијето за нас за прекомерната употреба на лекови и суплементи. Благодариме Симона за информациите и линковското вклучување.